Со добивањето на уверенијата по завршениот втор круг од локалните избори, новиот градоначалник Владко Грозданов, како и членовите на Советот на општина Кочани, и официјално го почнуваат својот мандат. Во салата на Советот во мултикултурниот центар, председателката на Општинската изборна комисија Билјана Димовска-Гичева им честиташе на изборот и им посака успешна и ефикасна работа во исполнувањето на проектите и решавањето на комуналните прашања, што се од интерес на граѓаните. Во име на Општинската изборна комисија на Кочани, од моја лично име, ми представува особена чест што денес свечено ви ги доделуваме уверенијата на новоизбраниот градоначалник и членовите на Советот на општина Кочани. Со ова го заокружуваме изборниот процес и ја потврдуваме волјата на граѓаните изразена на демократски и транспарентен начин. На сите избрани им посакуваме успех во работата, одговорно и посветено извршување на доверените функции и многу заеднички успеси за доброто на општина Кочани и нејзините граѓани. Честитки и нека мандатот биде исполнет со успеси и дела од кои сите ќе се гордееме. На доделувањето на уверенијата присуствуваа сите избрани на функциите. Потоа следуваше вообиченото заедничко фотографирање пред мултикултурниот центар, каде што се наоѓа салата на Советот на општината. Веднаш по добивањето на уверенијата следуваше и примопредавање на функцијата меѓу досегашниот вршител на должноста градоначалник Венко Крстерски и новиот Владко Грозданов. Денес ја преземаме функцијата градоначалник, која ја прифаќам со голема чест, но и секако од длабока одговорност. Во овие моменти да се биде градоначалник на Кочани се, а најмалку функција. Повеќе одговорност, обврска, еден завет, една храброст, дури и повеќе од храброст. Му се заблагодарив на мојот претходник, господин Венко Крстевски, за досегашниот ангажман и секој едно добро кое го има направено за овој град е за почит и за поздрав. Сакам да се заблагодарам до сите оние наши граѓани кои ја дадоа поддршката за мене и за мојата опција и еве од овде јавно сакам да истакнам дека нема да ве изневерам. Сакам да се обратам и до сите оние кои не ја дадоа поддршката. Јас не сум човек кој пати од суети и комплекси. Мојата врата секогаш ќе биде отворена и за вас. Исто, мојата врата ќе биде отворена за сите кои имат нови идеи, нови решенја, нови проекти, нови моменти за реализација за подобро утре на Кочанчани. Ветувам дека ќе вложам мојот максимум, ќе дадам се од себе, ќе ја дадам целата моја енергија да биде Кочани едно солидно и добро место за живење. По добивањето на уверенијата и започнувањето на работните обврски, советниците постигнаа договор в среда да се одржи конститутивна седница, на која ќе се официјализираат и координаторите на советничките групи, пошто и официјално Советот ќе може да отпочне со работа. Се очекува првата работна седница на која ќе се разгледуваат прашања што се од надлежност на советниците да се одржи до крајот на оваа недела. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.